Прво ќе дадам еден осврт. Се потроши многу време на работни групи помеѓу власта и опозицијата, обидувајќи се да решат важно прашање до областа на правосудството, за кое што фокус имаат посебно неколку земји членки на Европската унија. И во едни вакви околности, навистина јас очекувам конечно разумно однесување, иако последните 6 месеци на ова прашање не го гледам никако разумното однесување. Овие денови, навистина јас очекувам и парламентот да ги запази сите рокови, конкретни рокови и да се изјаснеме по законското решение. Во законското решение, уште еднаш напоменувам, е прифатен предлогот на опозицијата во кој што се спојува специјалното јавно обвинителство со постојното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, како што беше барано од опозицијата. Секако се нотират нивните заложби за почитувањето на рокот 30 јуни 2017 за употребата на неовластените прислушкувани материјали, сериозна придобивка која што имат. Принципиелноста во изборот, реизборот, неизборот на обвинителите, кои што се дел од јавното обвинителство, од специјалното јавно обвинителство, а ќе бидат во новото обвинителство, и еднаквоста со сите други обвинители, имат крај на мандат 15 септември 2020, може да бидат избрани, може да не бидат избрани, може да конкурират, да не конкурират. Изнаоѓањето на решенијата, повторно политичарите да не седат и да бират јавни обвинители, туку јавно обвинителскиот систем преку Советот на обвинители да ги бира изборите, од кога ќе завршат мандатите на сите, и навистина решение кое што не приближува. Ако и покрај ваквите решенија, сепак не се најде одлука, секако секој ќе се носи својата одговорност од ваквото поставување на одлуките, но едно знам. Специјалното јавно обвинителство има мандат до 15 септември 2020 и тоа секако ќе функционира. Ќе функционира заради тоа што сме гарантирале иднина со тој мандат, со закон гласан со консензус овде. Тој мандат завршува 15 септември 2020 и ќе функционира. Верувам дека онака како што очекуваат нашите граѓани, како што се разговарале работните групи, па и неколку пати јас и господинот Мицковски како што разговаравме, ќе ги поставиме работите, конечно овој закон ќе го изгласаме. Нашата земја, Република Северна Македонија, ќе добие одлука за почеток на преговорите во октомври, но не е умесно, не е добро, не е паметно да оставиме аргументации за одредени земји, зошто и ова законско решение, кое што според мене е пола од правосудството, тоа е законско решение за законот за јавните обвинители, не е донесено. Тогаш одговорите се знае, некој нешто штити, некој не сака нешто да направи заради одредени причини. Однесувањето на опозицијата си носи и своји реперкусии во јавноста, однесувањето на власта си носи своји реперкусии во јавноста. Но ваквото однесување со ваквите предлози како што ги предлагаат, навистина не гледам дека опозицијата треба да и се остави да даде предлози за шеф на јавното обвинителство. Да го предложите Владимир Панчевски за шеф на новото јавно обвинителство, човек кој што буквално во целиот негов мандат го злоупотребувал законот, системот на распределба на предметите и ги давал предметите на стрикно избрани судии, за да нема правда во државата. Човек кој што има вакво минато, судскиот совет тоа го утврдува и ја носи санкцијата. Со судски совет утврдена. И сега шефот на опозицијата го предлага Владимир Панчевски. Па ако им дадам да го предлага јавниот обвинител, ќе го предложат, мислам, и Никола Груевски. Значи, еве, верувам, ќе го предложат Никола Груевскиот и се што се прави во моментот, посебно видливо преку овој закон, е да се блокира правдата. Еве, овие 18 предмети. Ако може да ги нема, супер. Не може вака да се бориме за правна држава и за владење на правото. Борбата за правната држава и владење на правото значи и компромиси. Но не надвор од правната држава, кршењето на перспективите на владење на правото или овозможување законот да не важи еднакво за сите. Компромисите се направени, еве ги прифативме, опозицијата ги постигна своите цели, но секако црвените линии не дозволивме да се поминат. Зошто? Заради тоа што немаме право. Ние политичарите не може да судиме кој предмет ќе оди, кој не. Ние политичарите не може да кажеме кој тоа каков вид на постапки ќе води. Ние политичарите, јас сум потврдил дека сум учествувал на законот за специјалното јавно обвинителство, дека 30 јуни е датумот на користењето на овие разговори. Сум го договарал, парламентот го гласал. Но дефинитивно тука може да лежи и компромис. Но не Заев и Мицковски да бидат обвинители или судии.
Заев и Мицковски да тврдат која постапка е во ред, која не е. Има си јавни обвинители, има си судство кои што ќе потврдат. Јас верувам дека и во духот на помирувањето, напоменувам дури во духот на помирувањето, ова законско решение пред кој што е исправен парламентот има сериозен придонес. Знае Мицковски, знае неговата работна група. Ќе помогнеме и на државата и ќе го консолидираме малку парламентот и навистина за некои работи конечно треба заедно да се стане. Значи јас уште еднаш тврдам и овде од ова говорници пред камерите. Октомври ќе добие Македонија, Северна Македонија, датум за почеток на преговорите. Но не треба да оставиме никој да ги вади ваквите аргументи зошто не е обезбедена еднината на специјалното јавно обвинителство. Зошто не е донесен законот за јавно обвинителство. На крајот одговорноста на сите нас заедно е. Зошто на граѓаните не им овозможиме закон за јавно обвинителство? Правосудството има судство и јавно обвинителство. Ова е закон за јавното обвинителство. Дело тоа е еднината на специјалното јавно обвинителство. Одговорност носиме секој ден. Граѓаните знаат се, знаат детали, знаат се. Ова законско решение, јас верувам дека е најдобрата можна алтернатива и за помирувањето во државата, и за гарантирање на владење на правото, и за обезбедување на европската и евроатлантската иднина на Република Северна Македонија. Одговорно тоа го тврдам овде од говорницата, заради тоа што нормално дека државата нема да дозволи, како што некој вика, пепел ќе стане САЈО. Нема да стане пепел САЈО. САЈО има мандат секако до 15 септември 2020, и ако до 6 септември не се донесат законските решенија, нормално, некаде таа недела после тоа, има начини како да се обезбеди мандатот на специјалното јавно обвинителство. Тој начин е непосакуван начин, а ако мора ќе се заврши, сепак треба преку ова законско решение да обезбедиме иднината. Јас сум убеден дека овде, исправени пред граѓаните, во домот на парламентарната демократија, ќе се донесат важните одлуки, заради тоа што тоа е важно за сите граѓани и за Република Северна Македонија, и убеден сум дека секој без разлика дали е власт или опозиција ќе ги исполни она што очекување на граѓаните. Донесувањето на законите, нивното навремено донесување и овозможување на системот да функционира. Ево го јавното обвинителство, функционира. Дали му е тоа мило на Заев или не, дали некој си собственик на медиум бил про власта или не интересира. Ако се огрешил, има да се одговара. До каде и да стигне ова истрага, нека стигне. Да се одговара секој што се умешал или направил кривично дело внатре. Нема да има резерви за никој и не смее да има резерви за никој. Ни па да има амнестија за никој. Ова е нашата земја. Ако не овозможиме владење на правото, може да се сликаме со инвестиции домашни или странци. Може да продолжиме само да сонуваме дека ќе задржиме младите овде. Можеме секако да остане само наша амбиција, интеграцијата во Европската унија и НАТО, односно рамноправна членка на Европската унија и НАТО. Затоа обврска е на сите, ние сме представници на граѓаните, вие пратениците директни представници на граѓаните, секако јас сум биран од оваа влада како мандатор, а сега и председател на владата, имаме сериозни обврски и овие сериозни обврски неколкукратно може во мандатот 4 години да се случат, ова е еден пат. Исто така за ова законско решение. Јас верувам дека секој согласно одговорностите ќе носи одлуката. А државата знае како да ги изнајде патиштата. Убаво е да бидат тоа по нормалните, транспарентни, јавно обелодените патишта, како што овој предлог закон на компромис за јавното обвинителство. Ако не, секако треба да знаете дека специјалното јавно обвинителство ќе има иднина, заради тоа што има процеси, тоа има мандат и секако таму кај што постојат докази, може некој само да мечтае, да сонува, да фантазира дека тоа нешто нема да заврши. Не. Ќе заврши секаде каде што има докази. Но ќе одлучат обвинители и судии. Ако доказите се доволни, ќе паѓат пресуди. Ако доказите не постојат или не се доволни, ќе бидат сите слободни. Но тоа нашиот правен систем го гарантира. По нашиот правосуден систем доказите се богови во постапките. Ако постојат, никој да неси негова лажна надеж дека ќе биде слободен. Ако има докази, секој треба да се одговара. И реков, казните во нашата земја не се бесање и стрелање, затворе. Не тешката казна. Ќе си одлежи, ќе си оди да се одлежи секој што се огрешил по закон.
Само така ќе учиме млади генерации, нови генерации кои што доаѓаат по нас, дека живеат во нормална земја, вредна за живење овде, да креираат своји сопствени семејства овде.